Не можам да ви кажам дали ќе поднесат барање, затоа што ноќеска излезе, вчера излезе законот, денес стапува на сила. Треба да се консултираме со нив, затоа што тоа сепак треба да биде нивна одлука. Категориите кои што ги предвидува законот се различни, значи ги не опфаќа луѓе по ставот 3 од членот 1, за кои што постои основано сомневање дека подготвувале, организирале настани, но во вршење на кривично дело здружување заради непријателска дејност. Ова не е тој предмет, така да, по она што го читам, а теки има толкувања, не ги опфаќа службените лица, значи полицајците кои што се во овој предмет, и не ги опфаќа лицата под маски, лица кои носеле оружје или сториле кривично дело насилство. Не се однесува на луѓе кои што помагале, подготвувале насилство во другиот член. Она што е спорно за законот, имаше многу критики последниве денови, дека законот не дава правни одговори, него е политичка одлука на партиите кои што се договориле помеѓу себе, и ние вистинска правна завршница нема да имаме во овој предмет, за жал, затоа што без оглед што сум јас бранител на дел од обвинетите, настанот се случил. И тој настан е многу лош, затоа што во законодавниот дом се нападнати пратеници, кои што се повредени, новинари и други вработени, и тоа е нешто што е недозволиво за било која држава. Ако тоа може да се случи во собрание, на обичен човек на улица може да му се случи секогаш. Ние правниците сме легалисти и секогаш сакаме со правосилна судска одлука да се заврши предметот, не со амнестија и не нарочито со ваква амнестија. Ова е прв случај каде што е селективна амнестијата. До сега законите беа за случувањето од 2001 за дезертерите, за хашките предмети, и беа офатени сите. И тука немаше дилема и немаше селективност во таа политичка волја некому нешто да се прости. Долго време, свесни сте, во Република Македонија имаше протести против селективна правда и двојни аршини. За жал, овој закон е таков, кога веќе морал да се донесе. Што е интересно? Интересно е што за конкретниот предмет во членот 2, мислам дека, се наведува дека решение за амнестија според одредбите од овој закон го донесува судот кој ја донел првостепената одлука. Ние првостепена одлука немаме во овој предмет. Се уште и прашање кога ќе има. Тоа е една од маните на овој закон. Второ, самата проценка. Кој каква улога одиграл, некаде може да биде многу јасно, као што е предметот за убиство на Зиедин села, обидот за убиство, таму е јасна ситуацијата, не може да бидат амнестирани според законот. Но многу е проблематично во овој предмет. Овој предмет е под квалификација за терористичко загрозување, ама таму не се одвоени кој сторил насилство, кој организатор, кој бил под качулки, кој не бил под качулки, и тоа остава дискреционо право на обвинителот, кој треба да даде мислење, и судот да толкуваат зашто постои основано сомневање за дел од обвинетите во овие предмети. И тоа не е добро. Ние вистината и денес не ја знаеме, и не сме утврдиле без оглед на еден куп докази и сведоци, вие сте свесни и го следевте судењето. Добар дел од луѓето во МВР, и тоа на специјални сили, на посебни единици сведочеа, министерот тогашен сведочеше, и не сме ништо попаметни и покрај нивните сведочења. Она што ние го тврдиме, а мислам дека и произлегува од доказите, и тоа на обвинителството, а дел и од нашите докази, е дека полициската команда била префрлена на партиско-полициската команда и луѓе кои што ја злоупотребиле таа моќ. Дел од доказите кои сега се изведуваат е дека има телеграма дента каде што СВР Скопје, кој е одговорно за настаните во собрание, побарало дополнување од 50 на полицајци, за да неколку часа подоцна
прати телеграма и каже дека не му се потребни дополнителен број на полицајци. Тоа малку покажува дека и Министерството за внатрешни работи својата улога не ја одиграло тогаш кога треба. И дека ланецот на командување и правилниците и не се баш така делотворни како што мислеле. Нарочито при ваков настан кој не сме го имале до сега и каде што МВР на тој испит падна. Чудно е што се амнестира од одговорност министер, првиот човек во Министерството за внатрешни работи, и тоа е непоимливо, а имате луѓе кои што одговараат, кои биле на внатрешно обезбедување, ги немате главните златната, бронзена и сребрена команда, ни еден од нив, освен Чавков, не одговараат, што е повторно многу чудно. За двете телеграми има информации во колку часот се испратени? Имена, тоа се материјални докази кои судот ни ги достави, по наше барање се изврши декласификација од МВР и ни беа предадени. И стој на тие материјални докази и ќе бидат толкувани понатаму во постапката.